Во ова видео, на два прилично различни начини, ќе научите дека горењето на фосилните горива може да биде причина за киселоста на дождовите. Сулфурната киселина се добива при горењето на јаглен и нафта, главно во електраните. Азотната киселина се добива од издувните цевки од моторните возила. Исто така, ќе научите за влијанието на киселите дождови врз нашата околина. Прво, важно е да знаете дека дождот природно е слабо кисел. Кога паѓа на земјата, дождот го раствора јаглерод диоксидот од атмосферата и образува јаглеродна киселина. Таа е слаба киселина, која прави природниот дожд да има pH вредност 6. При горење на фосилни горива се образува посилна киселина, која се раствора во дождот и образува кисел дожд со pH вредност помала од 3. За колку се зголемува киселоста кога pH вредноста се менува од 6 на 3? 2 пати, 3 пати, 10 пати, 1000 пати? Направете пауза и размислете. Запомнете дека секоја промена на pH вредноста за 1 е 10-кратна промена во киселоста. Па така, кога се менува pH вредноста од 6 на 3, тоа е 10 по 10 по 10 пати или 1000 пати поголема киселост. Прво ќе ја разгледаме сулфурната киселина. На растенијата им е потребно малку сулфур за да растат. Го добиваат од сулфати, например калиум сулфат, кој природно се наоѓа во почвата. Сулфатите се внесени преку коренот на растенијата и атомите на сулфур се сврзуваат за атомите на јаглерод од протеините во листовите. Кога растенијата ќе изумрат и ќе формираат јаглен и нафта во текот на милиони години, атомите на сулфур остануваат поврзани со атомите на јаглерод. Сулфурот во јагленот и нафтата вообичаено сочинува од 1 до 4% од нивната маса. Што мислите, што се случува кога горат фосилните горива кои содржат сулфур? Паузирајте го видеото додека размислувате. При горење на јаглен, атомите на јаглерод и сулфур, заедно со кислородот од воздухот, образуваат јаглерод диоксид и сулфур диоксид, кои се ослободуваат во атмосферата. Во присуство на сончева светлина се одвива фотохемиска реакција во која сулфур диоксидот реагира со кислород и се образува сулфур триоксид. Со негово растворање во дождовницата се образува сулфурна киселина. Ајде да разгледаме од каде доаѓа азотната киселина во дождот. Во услови на висока температура, во цилиндрите на моторните возила, може да реагира мало количество азот со кислород, кои што се присутни во воздухот. Знаете дека воздухот во кој согоруваат горивата е скоро 80% азот. Затоа, издувните гасови од автомобилите содржат мало, но значајно количество од оксиди на азот. Кога ќе се најдат оксидите на азот во воздухот, тие реагираат со уште повеќе кислород, како што тоа беше случајот со сулфур диоксид. Тие се раствораат во дождовницата и при тоа се добива азотна киселина. Ако дождот паѓа на варовнички почви кои што се базни, неговата киселост може да се неутрализира. Но, ако дождот падне на неутрални или кисели почви или на вегетација, тој ќе предизвика штета. А зошто киселоста е штетна за живите суштества? Живите суштества тешко растат во кисела средина. Лесно е да се докаже ова. Натопете едно парче леб во оцет, а друго парче леб во чиста вода и оставете ги извесно време на воздух. Потоа, покриите ги и оставете ги една недела. Ќе забележите дека лебот натопен во оцет нема да му влоса, а лебот натопен во чиста вода ќе му влоса. Всушност, оцетот се користи за да се конзервира храната, во процес наречен маринирање. Ова се случува бидејќи некои ензими кои се неопходни за растење не може да функционираат во кисела средина. Другиот главен проблем се наоѓа во почвата. Природно присутните токсични метали, како што е алуминиум, се нерастворливи и прилично безопасни во неутрална почва. Тие се растворливи во кисела почва. Во растворлива форма ги впиваат растенијата и тие го зафаќаат местото на есенцијалните метали, како што се цинк и железо. На ова може да се додадат и водородните јони од киселиот дожд, кои ги заменуваат есенцијалните метални јони, како калиум, магнезиум и калциум, кои се нормално присутни во глинеста почва. На тој начин, есенцијалните метали продираат длабоко во земјата, подалеку од коренот на растенијата. Да заклучиме, нормалниот дожд е слабо кисел, како резултат на растворен јаглерод диоксид. Киселиот дожд содржи сулфурна и азотна киселина, кои што го прават дождот 1000 пати покисел и штетен за многу живи суштества. Сулфурна киселина се добива при горење на фосилни горива, кои што содржат сулфур,
Азотна киселина се добива при согорување на атмосферски кислород и азот во услови на висока температура во цилиндрите на бензинските мотори и дизел моторите.